Дури 15 општински инспектори недостасуваат во Тетово. Досега само 16 навршат инспекцијски надзор и контроли во сите сектори. Само по двајца има во градежништво и во комунални дејности, еден за туризам. Инспектор за даночни обврзници со овластување за прв пат е назначен оваа година, а инспектор за домување нема. За да имаат поефикасна работа од инспекторатот, велат дека потребно е да се направи систематизација. Инспекторатот во моментот од кога сме дојделе е со процент да кажемо на 60% што може да реагира и да функционира како инспекторат. Инспекторатот имало и многу други недостатоци као записници и други работи што се со законски работи. Ние сега сме ги смениле, имамо све со подзаконски акти, работиме све со правилност као треба со законот за инспекцијски надзор. Ние имамо као сектори 3, меѓутоа во тие сектори спаѓаат и други сектори што се, значи според систематизацијата е многу стара, треба да се смени за да има секој сектор свој раководител на оделение. Сега ние треба да смениме, да барамо мислење од МИО, да го работимо и да барамо да отворимо нови огласи за други инспектори. Во многу сектори најзначајни проблеми што ги имаме во градежништво и комунални дејности, ние имамо многу недостатоци. Например, во комунални дејност мене ми треба најмалу 5 инспектори, а јас сум ги наоѓал таму само 2 инспектори. Во градежништво имам 2 инспектори, а најмало ми треба 5. Инспекторатот досега немал ниту едно возило за на терен, а од градоначалникот добиле ветување за подобрување на условите за работа и нови вработувања. Инспекторатот немал ни едно возило. Со нашите доаѓање сега за сега 2 возила ни се дадени од градоначалникот за работа. Меѓутоа ни треба уште и ни кажал располагање дека уште што да ни треба ни стои на располагање. Граѓаните велат дека мора да има повеќе контроли и казни за да се воспостави ред, затоа што Тетово е град со многу проблеми: дивоградби, аерозагадување, депонии. Тешко се излегува на крај со овие дивоградби и мислимо инспекцијата да биде поажурни и поефективни. На секој чекор, видите кај река на Пења што е пример, речемо, испод Колтук тоа тамо горе. Видите нагоре што е. Кој носи тоа тамо само проđа камиони тоа, цигле, бетони. Значи Тетово е стално загадено. Со загаден воздух. Треба казна за тие што прават такви работи. Треба повеќе казни, да, и за да може да се регулира на некој начин чистотата. И тетовските советници денес побараа поголема ажурност на инспекцијските служби на состанокот кој се одржа во општина Тетово.